Жителите од село Соколарци од денеска го добија ветениот мост кој за разлика од претходниот кој беше уштетен од поплавите, изграден е нов модерен мост според современи стандарди. Со ова се надминати сериозните закани по безбедноста на населението, за кој овој пат представува многу важна и фреквентна комуникацијска врска. На секој дожд овој пат беше непрооден и мораше секојдневно 10 возила да вртат по 15 километри повеќе. Многу значи благодарност до општината, до градоначалникот што го изведе овој проект, што го истера до крај. Благодарност до финансиерите. Ова е финансиска добивка за фирмите, но и благодет за жителите на Соколарци, затоа што вакво нешто не очекувале дека ќе се направи. Ова е голема инвестиција за нив и многу голема придобивка, затоа што ги решаваат сите проблеми со движењето од Кочани па и до нивните ниви што работат. Мостот кај Соколарци денеска беше свечено пуштен во употреба во присуство на градоначалникот Костадин Личков и Димитрија Сековски, раководител на програмата на Европската унија за санација на штетите од поплавите. Градоначалникот Личков изјави дека со изградбата на мостот се реши еден од најголемите проблеми за овдешните жители. Завршена од најболните прашања, благодарение на Европската унија, со средства од Европската унија и UNDP завршивме мост на село Соколарци со поврзување кој што беше зафатен од поплавите, кој беше срушен. Тука и беше отежнат сообраќајот, што имаше неколку упади со коли. Со ова прашање го решаваме овој проблем и мислам дека жителите на село Соколарци веќе се задоволни. Подобра комуникација, ова е регионален пат што ги поврзува општина Кочани, општина Чешиново, Влешево и општина Пробиштип, и со ова прашање се надевам дека го завршивме овој проблем. Во склоп на проектот завршивме и околу 340 метра улица, со тоа што го поврзавме до крајниот дел, кој беше доста раскопана и доста отежната за минување. Со ова нешто и тоа го завршивме. Од страната се поставија канавки кои доточните води од што доваѓаат веќе се истекуваат во самиот канал и само прочистување на каналот. Изградбата на мостот кај Соколарци започна во месец мај годинава, а истиот изграден согласно високи стандарди во однос на квалитетот и во однос на пропусната способност, изјави Димитрија Сековски, раководител на програмата на Европската унија за санација на штетите од поплавите. Реконструкцијата на овој објект е само дел од неколку милионската програма на Европската унија за санација на штетите од поплавите, која што има за цел да ги поддржи напорите на земјата за обновување на оштетената транспортна и водостопанска инфраструктура во најзасегнатите локалитети на источниот, југоисточниот и пелагонискиот регион. Програмата ја спроведува UNDP во партнерство со Секретаријатот за европски прашања, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за транспорт и врски, Јавното претпријатие за државни патишта и локалните самоуправи на општините, на чија што територија се спроведуваат мерките.